Продолжениот викенд кој го преплави градот со гости ги преплави и дел од охридските плажи со ѓубре. Револт за тоа изразија активистите за заштита на животната средина од градов, како што велат, поразени пред некултурата и немањето на еколошка свест кај несовесните граѓани кои своето ѓубре го оставаат расфрлано на плажите. Плажата пред некогашниот хотел Младост, затрупана од отпад. Ова место на крајбрежниот појас од Охридското езеро се уште важи за недопрена природа од човечкиот фактор, ако може и денес така да се каже. Но за жал, прекрасниот амбиент го расипуваат несовесни граѓани, кои што за време на викендите уживаат под длабоките сенки на дрвјата, се сончат и капат, а зад себе оставаат нивната комунална култура и ниска свест за заштита на животната средина. Револт кон ваквата негрижа изрази активистката за заштита на природата Мери Нанче. Таа вели дека не може да ја прикрие лутината која што ја чувства кон лицата кои очигледно намерно ја уништуваат природата. Прв пат кога видов ѓубре, толкува страни од езерово, значи на страна од езерово, толкува гледки, а во позадинава, значи ѓубре, да не можеш да вервиш од кај дојде ова ѓубре. И се активиравме, значи, појќе души во градов, дојдовме овдека, дојдовме Лабино, знаеш и самата дека исчистивме еден дел, меѓутоа слух се немат изгледа, а и народов немат култура. Ова е дно дна. Значи ова не можам да го разберам. Јас не можам да разберам како ќе си дојдет овдека, ќе си јадет, ќе си пиет и све така си оставе. Тоа е страшно, јас не можам ова да го поднесам. Мери смета дека комуналната свест кај луѓето треба да се развива од најрана возраст, а тоа треба повеќе да биде застапено во образовниот процес. За жал, Охрид во летната сезона се соочува со вакви проблеми, признаваат од локалната самоуправа. Портпаролот Томе Џамтовски открива дека конкретно за изминатиот продолжен викенд таму имало некаква прослава, според сознанијата до кои дошле тие. Тој истакна дека сметот ќе биде исчистен, но исто така побара помош од местното население, доколку забележат вакви појави, навреме да ги пријавуваат и на некој начин да не дозволат да се случуваат вакви немили настани. Реагираме уште денес, значи од нашата инспекцијска служба од Општинскиот инспекторат, е издаден овластениот инспектор на лице место, констатирање состојбата, издаден налог и јас верувам дека во текот на денешниот ден или најдосно во текот на утрешниот ден јавното предпријатие Комуналец ќе подигне сиот тој смет. Џамтовски рече дека нивните служби, посебно во летниот период кога овој проблем секогаш се актуализира, работат максимално и не можат да постигнат подеднакво на сите места во градов да интервенираат. Тој упати апел дека сепак крајно време е кај секој од нас да проработи свеста за заштита на животната средина, која ја оставаме во наследство на идните генерации.